Stand up, Македонија! Иначе као хоби се бавам со глума и со стендап, а по професија сум баксус. Сега ќе ви кажам и зашо. Значи, ја на времето, кога прв пат сум се родил, кој свати. Значи, на времето, татко ми многу сакал да има керка. Еве ја керката. Малце со брадичка. И тука има брат, ма не, тоа не е битно. Тоа беше ирелевантно беше. Непотребна информација. Тоа ти е као некој кој ќе ти дојде на, знаеш, си седите си браите мобите, се убацува трета особа, блиска, вика, леле брат, како сум се посрал се у пичку, мат. Не, фала за информација, мислам, немаше да спијаме, брат. Кој ти курат за тие? Немаше да спијам, затоа беше ирелевантна информација. Нема везе. И татко ми на времето многу сакал да има керка. Татко ми се вика Зоран Велевски, ама на времето имаше туку у Скопје еден многу популарен балетан, повозрастните го знаат, се викаше исто така Зоран Велевски. Велам имаше, бидејќи човекот веќе не е меѓу нас. Јас сум роден у исти ден со керката на Зоран Велевски. Да, жива вистина. И доаѓа татко у болница, нели бидело тоа што бидело, доаѓа татко у болница, докторот вика Зоран Велевски, да, Зоран Велевски, сопруга Велевска, да, Велевска, да, земјите тори спрат горе, шо биде? Керка! Ома тука, вртење телефони, дедо, баба една страна, дедо, баба друга страна, чишко една страна, баба, сите доаѓа тука, плехови, музика, се дешава 300 ствари, бомбонјери, фрчат скари тука, идат нагоре, се качуваат на втори спрат, влага, еве вашата сопруга. Братче, ја може сум пијан. Ово е керка ми, брат, али ова не е жена ми 100%, еј. Женава го гледа, вика, докторе, ја не сум пијана, тазе породена. Ово е керка ми, али овоа не е муж ми, другарче. Чекайте малце сега, Зоран Велевски? Да бе, да, Зоран Велевски. Велевска, да бе, да, Велевска. Балетанот? Не бе, ја у желеница работам. Ау, ти си другиот Зоран Велевски, бе. Ти си на трети спрат горе. И шо? Машко, пудат. И дошол татко кој ме видел, првите зборови му биле, пудат тибам, баксусот да тибам. И како да се вика детево да не се вика баксус, Бојан. И така се роди Бојан Велевски, баксусот. Али види, има една позитивна ствар. Тазе увезени мунгоси, многу ги обожавам у Гевгелија, имавме какви мунгоси имав у Гевгелија, тројца напуштија пред време. Не ме терајте. Значи, баксус, братче, баксус, али види, има една позитивна ствар која знаеш дека си баксус, барем знаеш дека никад нема да фатиш у кладилница, бе, брат. Не фаќаш у кладилница, крај. Значи, јас сум толку баксус, што и да сакам да уплатам ливче, ќе ме згази кола на пут на кладилница да тие. Значи, не бе брат, не уплаќам, разбираш. И сакам да прашам тука од мажите у публика, да крене рака некој, дали некој имал грда девојка у животот? Шо рече? Само мушко си имал? Не те разбирам, брат. Ке речев да ти рече грда, да те разбирам. Вака не... Валја он те разбира од таму. Може да си размените бројчиња. После. Ке ви биде интересно, Па еден црнец ако ви сува... Ле, јако ке биде. Ке јадете банани цел ден, зрели. Она, јако зрели банани. Скоро црни, она, знаеш. Со многу витамини. Значи... Не, добро, битно ми е дека се забавljаме, тоа е најбитно. Значи, види сега, грда, у реду. Види сега, нели као жените важат за понежна половина, за поубава половина. И тоа, знаеш, кога имаш грда девојка према внатре, меѓу вас не е проблем. Према надворот проблем, братче. Значи, нели, доаѓаш и викаш, добро вечер, јас сум Бојан, а ова е...
мојата половина. Значи, види, од друга страна, например, па, окей, добро, а например, кога другарите ќе си фати јака цура за девојка, муабетот од друштвото е многу конкретен. И конкретно насочен кон конкретни точки. Нозе, къс, цицки, уста. Леле, брат, каков гъс има и. Леле, братче, колко е, леле, твърд, леле, ау, братче, ако ти е цура, не би, просто не ме сваќај погрешно, брат. Значи, конкретно е, има зашо да се прави муабет, разбираш? Имате муабет, кога е грда, шо ќе му каже, брат? А он среќен, као овој, фатил цура, разбираш? Конечно! Една му е, таа е! Абе, братче, има една песна, викаше "Ние живот и една жена", ама не ја знаеш таа. И доаѓа типот, вика, среќен, вика, а, братче, кажи каква е, јака. И сега ние стоиме код срепо и 5 души го гледаме. Да бе, брат, топ. Општо е, разбираш. Да бе, да, онака, ја бе, цура ко цура, разбираш, топ. А у тело? Кажи како јако тело. У тело? Топ карактер има у тело, братче. Кога ќе ја видам многу убави очи има у тело да ти е. Значи, толку е грда, што кога ќе го отвори фрижитерот, пола храна се расипува, бе, брат. А, ово го зборам од искуство. Мене никој не ми дава дома да се фатам за фрижитер. Сигурно и на тебе, брат. Од тука те гледам. И сега, нели, напунив 27, сега у јануар ќе правам 28, немам коса. И од дома те бркаат, ајбе, шо напре, иди жени се више, да не те гледаме више од дома, шо е ова? И сега викам, добро, ајде да се женам. Која да ја земам, бе? Викам, размишлям, сакам спортистка. Тенисерка, братче, за тебе ти папне една клоца, толка и бутови имаат. Има цела недела да кривиш, вака кидеш. Викам, тенисерка да земам. Види, со тенисерка има да се осеќаш као најболи јебач у мало. Ао, братче, ти ли си тенисерката, бе? Тој да те земам, ела позади. Ела позади. Да баш да видам како овоа, како преминало. Тенисерка, братче. Знаеш зашо ќе се осеќаш као највеќе јебач у мало? Не дека она е толку згодна, туку колку многу јако стенка као тебе, бе, братче. Многу јако стенка, бе, брат. Се гледали женски дуел у тенис? То ти е као лесбијски порнич. Да, само што тенисерките боље стенкаат. Сте ги слушнали ли? Она Курникова. Шо личи тоа, бе? И ја дома, у недела, у 3 саат, гледам Евроспорт тенис, на муте. Мутав се правам. Мајка ми спие, трета смена на работа била. Овие врискаат. Жената вика, сега ли најде порничи да гледа у 3 попладне, па у дневна не можам на мочење да искочам. Не е нормално, виде, будала, неваспитана, говедо. А нема везе, ти тенис гледаш. А добро што не е пинг-понг у пичку, матер. Као ќе звучи у пинг-понг? Али види, со тенисерка, ако фатиш цура тенисерка, кога се расправате на дистанца, братче. Значи ти од едниот крај на маста, тако струмици маста, а она од другиот крај на маста. И гледа нема тениско топче у близина. Пошто, братче, не дај Боже еден бекен форхенд! Бекен форхенд! Остана без зуби, брат, толку. Крај, импланти, по 50 евра, готово си го најбо, дигај кредит. И, окей, тенисерка, у реду. Али, например, сте ги видели ли овие што креваат товар, бе? После тенисот, нели,
ми се убацува една, значи завршува тенисот, не шао и гледам овие што креват товар. Викам, замисли оваа да ја земе, баче. Ку знае шо фаца прави кога свршува, бе. Ја замишлям врз мене. Не знаеш дали да бегаш! Шо да правиш? Не дај Боже да и се отпушти! Не дај Боже да и се... Отиде на Костозглобно. На Карил. Не те спасуе ни ова Спазија Софијано, никој не те спасуе. И викам, замисли ова за жена се земе, браќа, топ. И викам, чека да најдам на интернет некоја JPG сликичка, да најдам некоја до 200 кила. Шо дига до 200 кила, значи. Толку ли бе мисли дека немам вкус? А не е уредово. Не, мислам, башка мислам дека сум вкусно облечен. Малце смрди, ама нема везе. И значи ја гледам една фатена, значи многу таа популарна беше, гледам по настапи ја препознаваат сликата, значи вака изгледаше сликата. Она братче фатена утачен момент, онаа фацата што е, знаеш, и како вака го држи тоа и утачен момент како се подмочнуе. Али у фелш. И гледам, викам, кога ја видов сликата, викам, еј, топ идеја за фонтана на площад у Скопје. Шо ми фали, бе? Шо и фали на ова? Ќе ја поддржите ли оваа идеја у собрание? Ќе дајме ли подписи за ова? Топ идеја, па нема трошок, бе, толку е тоа. Па ако може да има лавови што повраќаат тамо, зашо ова да го нема, бе? До сега има три лава има угинато до сега. Кај се овие анима мунди? И викам, да, тачен момент. Знаете ли вие зашо Букефала дигнат на две нозе? За тебе, брат, знам дека не знаеш, од Африка си, пеле. Знаете ли зашо Букефала дигнат на две нозе? Па за да видиме зашо кур пари сме дале, бе, брат. Ја го ја курако. Кога ќе дојат од странство некои, а странци доаѓат и не да поштат и кажат, excuse me, а вие по што сте познати туку во Македонија, ја го ја по курако. Гледаш како те грее. Може цела Америка со се Обама да ја надене. А тие двете топки, што те боле кура за топките тебе? Естетика е тоа, 2 милиона е топка, бе. Не разбираш ти тоа. Да не забораваме една едукативна ствар на оваа што беше со теговите. Ми кидна мислата од овие мунгосите. Да.